Екстремно ниските температури најмногу ги чувствуваат оние кои поради сплет околности останале без покрив над главата, бездомниците. Деновиве 10 од нив побарале помош од Црвен крст покрај 50 кои редовно се згрижуваат во пунктот за бездомници во Момин поток во Скопје во текот на цела година. Бројот на згрижени е зголемен во однос на минатата година. Еве кои се услугите кои ги добиваат таму. Пунктот за сместување има капацитет од 16 легла, истиот со можност да се зголеми на 20 доколку истото е потребно. На медицинска помош каде што и место каде што можат да се искапат, место каде што можат да ја променат облеката и секако да добијат дополнителни услуги и помош во делот на документација и се останато што им треба. Исто така и социјалните работници кои што се грижат за нив ни доставуваат дополнителни информации во однос на тоа дали има потреба некое лице да се транспортира и да се донесе тука, секако да ги користи, како што реков, во овие денови услугите на пунктот. Колку оброци добиваат дневно и дали добиваат облек овде? Да, овдека добиваат оброци 3 пати на ден, топол чај добиваат и секако добиваат облека и можност, како што напоменав претходно, на својата да ја исчистат и повторно да може да ја користат. Екипите на Црвен крст се достапни 24 часа да делуваат на терен. За студениот бран сме 24 часа присутни со мобилни екипи, кои што на повика, како што кажав, првично од социјалните служби, а понатаму и од граѓаните, кои што пријавуваат на телефоните на Црвениот крст во канцеларијата за итни случаеви, излагаме на терен и ги згрижуваме доколку има потреба. Црвен крст има соработка со институциите во грижата за бездомниците. Имаме добра соработка со институциите и залихите во делот на храна и облека за сега задоволуваат, но за дополнителни информации можат на телефонските броеви на Црвениот крст, како и овдека во текот на работната недела да дојдат и да контактираат со лицата кои што се задолжени во делот на координација на пунктот за бездомници. Пунктот за бездомници е отворен на 16 јануари во 2008 година, а како прифатилиште функционира од 30 декември 2016 со целодневен престој на бездомниците поради ниските температури. Со тоа смртноста на бездомниците во Македонија е сведена на нула, за разлика од земјите каде има и жртви од студот.